Добар ден, почитувани гледачи. Минатиот викенд на Охридско-Струшкото крајбрежје можеше да се забележи една голема раздвиженост на домашни и странски гости. Туристичките работници велат дека тоа ветува една добра туристичка сезона. Но дали тоа ќе биде навистина така? Денес разговараме на таа тема со господинот Крсте Блажевски, председател на Хотам, а и директор воедно на Хотел Дрим. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добре најдов. Господин Блажевски, еве, ова се некакви првични, да речам, предвидувања за туристичката сезона која што ни е на прагот, но што велат вашите сознанија и некакви истражувања кои што ги имате направено? Сознанијата се надеваме на една добра сезона оваа година, но по сите збиднувања што се во државава што следат, не може да се направи планирање и да се очекува нешто што е зацртано, да речеме, однапред. Тоа ни беше исто така ланската година, имавме очекувања за покачување на 20% ланската година, за да на крај на сезоната добиеме некој си минус 10% од претходната година. Оваа година се надеваме дека ќе успееме да ги задржиме ланските бројки на ноќавања. Имаме некои откажувања, значи се работи за месец мај-јуни. Очигледно дека намалувањето на закажаните резервации се од типот на поминување на турата, да кажам, балканската тура на избеглици, кај што поминуваат, кај што се движат избеглиците, општо е намалена бројката на туристи и тоа е од цела Европа. Значи, се одлучуваат да не патуваат. Не која дестинација ќе одберат, него воопшто да не патуваат. Така да се надеваме дека тоа ќе се искоригира во месец јули и август и понатаму до крајот на сезоната. Значи, за почетокот се тие бројки. Но напротив па имаме барања од некои други дестинации, поблиски дестинации. Турските гости се редовни, тие кај нив нема намалување и очекуваме да ја затвориме годинава со една добра бројка од, да кажам, прошлата година. Така. Како велат, да се надеваме на полошо, но да биде подобро. Секогаш е со резерва. Така, да е на резерва. Сега вие веќе година и пол сте председател на Хотам. Ова здружение е многу важно за да сите оние проблеми кои што ги имаат хотелиерите излезат на површина и бидат представени пред институциите кои што може да помогнат во нивно решавање или во ублажување на истите. Имаше доста турбуленции еден период во здружението Хотам, еден период веќе како да згаснуваше, но еве година и половина од кога сте вие председател, повторно сте активни. Знам дека редовно одржувате состаноци на кои што разговарате за се она што ве мачи хотелиерите. Со кои се проблеми се среќавате и што е она што ви е најголем приоритет во периодов што предстои? Периодов како секоја година, пред почетокот на сезоната се прават договорите, веќе се тие направени договори со повеќето туроператори. Најчести ги знаеме холандските туроператори Корендон Туи. Ова година имаме и нов туроператор, Тома. Тоа што го спомнав пред малце со намалувањето на гостите од страна на холандските гости од Туи и од Корендон, мислиме дека ќе се надополни со новиот туроператор со Томас Кук, така да затоа рековме ќе останеме на истата бројка. Договарањата се состојат во колку проценти од хотелите ќе се издадат на вакви туроператори, колку проценти би очекувале од други дестинации и најчести се тие кружни тури, така наречени, значи балкански тури, кои Македонија е една од земјите која е посетена. Со делењето на субвенциите, значи најчесто се дава 2 до 3 ноќавања,
За да се добијат субвенции потребни се 3 ноќавања и најчесто тие туроператори одбираат да останат 3 ноќавања во Македонија. Сега неодамна имаше една изјава која што и вие добро ја знаете, слушнавте од страна на председател на Стопанската комора на Македонија, рече дека доколку хотелиерите не се субвенционирани од државата, голем број од хотелските капацитети ќе згаснат. И уште додаде дека многу малку вложувате во внесување на нови содржини во хотелските капацитети. Дали е тоа така, еве од ваш аспект, бидејќи сте, реков, и директор на Хотел Дрим, на еден од поголемите и подобростоечките хотели на Охридско-Струшката ривиера, а и сте председател на Хота? Нашите ставови, ние не се согласуваме со таквите изјави, дека хотелите ќе згаснат ако згаснат субвенциите. Субвенциите се од 2011 година наваму, а хотеливе постојат над 40 години, нели? И оваа туристичка дестинација не е вчерашна или не се појави само со субвенциите, значи тие се само една помош да биде многу попосетена и бројката на ноќавања да се зголеми. Да, позитивно е тоа, но не значи ако ги нема субвенциите дека ќе згасне дестинацијата. Напротив, број на ноќевања до сега, што во последниве десетина години се направени најголем број, е 2008 година. А тогаш немаше 2011 почне субвенциите. Точно така, значи тогаш немавме субвенција, беше најбројна година, да речем, по број на ноќевања. Нашиот став е малце поинаков. Ние гледаме да фалат капацитети, хотелски капацитети, поточно. Немаме против приватен капацитет, сместување на приватни капацитети, но едни со други треба да бидат соодветно сразмерно во понудата, за да таа една дестинација живне и за да таа дестинација брои хотелски гости кои плаќаат повеќе туристичка такса и знаеме дека се поприсутни во ресторанските објекти, шетаат по градот и просечната потрошувачка на тие гости е од 20 до 30 евра на ден. Значи тие пари преку разни даноци остануваат во општината. А додека на приватниот капацитет бројката не е таа. И затоа, кога споредуваме со други градови кои се слични на Охрид, значи во околните земји, бројката не треба да поминува од 1:3. Една хотелска соба према 3 приватни. Приватни, да, домашни гости. Па претежно приватните се искористени за домашни гости, би рекол 90%, а обратно е со хотелскиот смештај. Хотелскиот смештај достигнува бројка и до 70% на странски гости. Зошто домашните гости се помалку ги посетуваат хотелските капацитети? Дали е причина цената или нешто друго? Не би рекол дека е цената. Цената е се коригира, нели, сезона, вон сезона и така натаму. Не е она што било некогаш, нели, една цена за цела година и изреката дека зимно време имаме поголеми трошкови, нели, мора да ја држиме таа цена. Цените се менуваат веќе. Почнуваме да ги следиме трендовите на сите развиени туристички зони, кои истото го прават. Мислам, ние имаме ако се сетиме на 15-20 години наназад, немавме визниот режим, не беше решен. Значи, луѓето чека и по 3 дена пред грчка амбасада да земат виза да одат Грција. Сега тоа не е веќе потребно. Се изградија понови, поубави објекти, скијачки центри, зимски центри, да ги наречеме, во соседните држави, а ние во тој поглед заостанавме. Ние тоа што го имавме, само го издржуваме. Значи, кај нас нешто новите што е направен, го знаеме овој дел, да кажам, за реновирани одморалишта. Сите одморалишта ги реновиравме, ги направивме хотели, кои 3, кои 4 звезди, и тоа ни е некој максимум што може да се пофалиме. Значи, не се изгради објект од 200 соби, 300 соби, некој ресорт и така натаму. Не се направи некој таков нов хотел, значи, ево најпоследно што е нешто реновирано во поголем
со поголем капацитет е хотел Изгрев, кој би рекол дека во овој момент е еден од подобрите хотели, затоа што е најнов реновиран со нови, знаеме сите дека направија таму и воден парк и така натаму. Да, има анимацијски содржини. Значи, мислам дека тука општините, зборувам и за Охрид и за Струга, нели? Општините малце не ја гледаат еднината толку брзо, него се како закочени во едно место и тие градежни дозволи тешко се добиваат, немаме Детален урбанистички план нема за Охридско-Струшкото крајбрежје, точно така. Значи општо да Не кажеме, можете да градите и доградувате. Ние гледаме за тој детален урбанистички план, ние имаме околу 86 километри на Охридско езеро. Значи тој е од Радожда опфатено се нели до Светинаум. Ако ние видиме дека имаме 20% и дали постоја 20% со тој детален урбанистички план, значи ние немаме воопшто план за иднината на оваа дестинација. Значи не може после толку години, ние постоиме 25 години, ај немало некогаш. Кои се проблемите за тоа да се направи? Тоа е првата работа што треба да се направи. Да се направи тој детален урбанистички план и да се даде подеднакво нели на сите инвеститори, тоест домашните инвеститори прво би ги ставил, затоа што тие најдобро ја познаваат и го познаваат местото. И со тоа ќе се поттикнат и, да кажам, школите и така натаму да произведат кадар. Затоа што сега во моментов све ни е некако закочено. Немаме и стручен кадар, за жала. Имаме основни школи, значи стручни, имаме и високо образование, но каде ни е кадарот? Па кадарот, нажалост, интересот за тие денеска е тешко да се најде нели конобар или добар шеф, кувар и така натаму. Некако се губи интересот. Како тој не е општо само за Македонија и тоа ќе го потсетам, нели тоа е за цел Балкан, за цела Европа е проблем. Но ако е проблем за Европа, не значи дека ние сами не треба да си го решиме. Не треба да чекаме некој друг да дојде да ни го реши. Моето мислење е дека дестинацијата, тоест оваа дестинација со еден добар план може да се развие, може да ги дуплира тие хотелски капацитети и да има да не речам по целата година, но да се проложи сезоната барем на 8 месеци. Сега почнуваме да кажеме од мај, средина на април па се до средина на октомври. Значи сигурно уште некој месец би можело да се проложи, каде што би добиле поголеми интереси, би добиле поголем смештај и со тоа би добиле повеќе нели туристички такси и повеќе пари потрошени во оваа дестинација. Така. Сега колку хотелите, нивните сопственици всушност ги пратат модерните трендови, затоа што гледаме се повеќе дека во европските и светските центри, туристички центри, хотелските капацитети нудат многу повеќе од она сместување и оброк. Значи имаме спа центри, имаме затворени или отворени базени и имаме тениски игралишта и така натаму. Значи многу содржини со кои што ќе се пополни слободното време на гостинот и не се сведува само на она класично сончење и капење. Значи колку тука се инвестира во нашиот град? Еве и во Струга, бидејќи вие доаѓате од Струшкиот регион. Прво да расчистиме. И колкава е економската оправданост? На почетоков ја сега да расчистам дека Охридското езеро е дестинацијата како една дестинација. Јас не би ја делел на Охрид и Струга посебни дестинации, значи што е поголема дестинација, поголем опфат, затоа што да кажеме, од Струга до Охрид се 12 на километри, а од Охрид до, не знам, Светинаум е многу повеќе, или до Пештани, да земеме, скоро исто, така. Значи, ја би опфатил и би го гледал ова како дестинација, баш како што спомнавме преска 86 километри. Ние зборувавме во некои емисии предходно, имаме изјавено исто така да се направи една бродска линија. Бродска линија која би кружила на овие дестинации, значи секој ќе си го најди својот интерес. Но велат дека од Охридската капитанија кога сме зборувале на оваа тема дека нема интерес за тоа. Па нема интерес во моментов, можда затоа што не постојат ни тие, да ги кажеме, марини или пристаништа или пристап до тие бродови, не мора и да е и марина, нели, може да е и обично пристаниште или обичен пристап.
Тоа го спомнувавме дека на езерото Комо во Италија постои многу одавна и е направено таму, никој не оди да се бања нели во тоа езеро, не одат на капење, што би рекле нели охридски. Него одат да ги гледат тие убавини, а истото се дешава и овдека. Ние мислиме дека идат сите за да нели на езеро да се искапа, тоа помина тоа време. Сега идат по точно дека треба да се прават пропратни работи кои би се посетувале на целата дестинација. Треба да го гледаме ова како една дестинација нели, знаеме сите нели со таа надморска висина и така натаму како една воздушна бања што ја нарекуваме, што тоа е многу малку маркетиншки кажано надвор. Да кажеме тие велнес центри кои би требало да постојат тука. Сега поново ќе се вратиме на проблемот каде што ако немаме детално урбанистички планови готови, не можеме ништо да градиме. Сега, дали на оваа тема сте разговарале со надлежните, односно со општината, со локалните самоуправи? Да, сме праќале дописи, Ево сега да не напаѓам за Охрид, дека ќе кажат еве дојде во Охрид да ни кажува нели приказки некој. Па нели рековме сега нема да двоиме Охрид. Не, нема да двоиме, да. Но истото и тука, значи ќе се согласиме на тоа. Можам да ви кажам дека јас 4 години со готови планови сме за голем спа центар да се изгради и уште чекаме. По електронски патови, нели електронски се подаваат документација и така натаму. Кои се образложенијата? Образложението е многу едноставно. Вика нема детален урбанистички план, не можеме да дадеме дозвола. А никој не се нафаќа да го направи? Ние се нафаќаме да го направиме, не ни дозволува. Ние сами да инвестираме во тој и да го направиме тој детален урбанистички план нормално за нашата парцела. Така. И не можеме и тоа да го направиме. И значи самите се кочиме, немаме развој во туризмот. Значи пак ќе кажам, неќам да кажам за овдека не ги знам точно работите, но знам доста наши членки дека чекаат долго време за некои доградби или за изградби на нови хотели и така натаму. Значи ние не гледаме во тоа да донесеме некој од надвор и да кажеме било кој, ево денеска да кажеме имаме инвеститор кој би градел хотел од 150 соби или нагоре. Кај може да изгради? Имаме ние локации негде да ги понудиме? Че тој треба да купи нешто готово, старо, да го руши, да преправа, да работи, да оди да се гледа со тие очи во очи, да се договараат како тоа ќе треба да изгледа и да се добијат тие дозволи не знам после колку време. А што е со оние капацитети кои што ги купија странски инвеститори во градов? Еве ќе посочам хотелот на Иноспектар. Значи сега сме на статус кво. Тоа остана место нереализирано. Сите планови кои што се ветува падна во вода и ништо од тоа. Местото како место, нели самиот хотел таму е жалосно што е таков, што не е нешто реновирано, него остана како една касарна голема, можда на едно од најубавите места во Охрид. Околу него се направија некои баракчиња, некои така објектчиња што не доликуваат за тоа место, значи не се направи нешто убаво, модерно, со голем капацитет и со, да кажеме, минимум 4 звезди. Наоколу има хотелчиња што луѓето се измачија да ги направат какви такви, нели, да се средат да се направат, но тоа е некој максимум што може ние како хотелиери или инвеститори да кажеме во овој дел да го добиеме, затоа што и нема нешто подобро што се нуди. Так. Јас со хотелиерите од градов со кои што разговарав непосредно пред емисијата ми рекоа дека мака мачат кога станува збор за тоа. Значи за едно обично реновирање на капацитетот им се потребни 2-3 години за да добијат некакви дозволи, а камоли па за нешто да изградат или да доградат. А да не зборуваме за поволни кредити што цела Турција се изгради на тој начин. Поволни кредити зборуваме со 3%. Како тогаш да сме конкурентни со другите држави? Па не можеме, значи ние сами се кочиме, тоа од почетокот да го кажав. Затоа мора детално урбанистички планирања да се почнат, значи кој да биде на власт, тоа е првата работа што треба да го направи. Првата работа и најхитно да се направи тоа. Ако некој имал некоја парцела, нива, не е битно што, и чека некој јаден човек таму, не продава ништо затоа што мисли дека еден ден нели ќе има вредност тоа, пошто е на езеро, на плажа или блиску или така натаму, а не смее да гради. Тој да кажеме потегот према болницава наваму, нели кој ќе одите,
тоа се све некои ниви останати така, ако некој изгради нешто малечко, било што, нели ќе дојдат да го рушат и така натаму. Ние уште сме на тоа рушење, уште не гледаме иднина, например, дека иднина се гради со градење, а не со рушење. Ворете да се руши нешто ако е незаконски направено. Зошто се направија по сите плажи незаконски направија многу убави објекти? Како ќе ги рушиме сега? Поготово за Струга да спомнамете. Така, имаме и таму една ситуација која што навистина... Так, градоначалникот неколку пати излезе, ќе ги рушам, вака ќе направам, нели? Ворете, тоа што ќе го наумите треба да го направите. Ако мислите да го правите, ако не, немојте да го плашите народот. Зошто тога цело време се постава и лепти тоа прашање во воздух, зошто тогаш никој не ги спречил тие додека граделе, значи додека биле во фаза на градење, а не од кога веќе се инвестирало и се направиле тие објекти. Значи пак ќе застанам јас на страната на тие инвеститори. Ако тие имале право легално да го направат тоа, сигурно ќе го направеле. Тие немале право легално да го направат, никој не ги сопрел и уште некој може да ги помогнал, ги удрил вака малце по грб и кажал градите нема да има проблеми, ќе се направи нешто, нели? Ако ние секојаш гледаме така изветоперено да ги извадиме работите на виделина, и така и ќе бидат, после ќе бидат изветоперени работите. А ако ставиме од почетокот темели на сето ова, ќе остане све здраво и ќе имаме иднина во оваа гранка. Зошто немаме странски инвеститори? Не дека странските инвеститори бараме некој еве тука и само ти ќе бидеш ексклузивен. Нема ексклузива. Во Анталија, ако се градеше, не се бараше ексклузива. Се бараше добра позиција и поголем број на капацитети и сите тие се исполнија. Сега, дали имаат проблеми во моментов оваа година? Да, имаат проблеми. Дали ќе пропаднат? Сигурно не. Значи, таму се направи објекти од по 50-100 милиони евра во просек. Зборуваме, има и многу повеќе, но во просек му се такви објекти. Ние таков објект овде кога ќе го добиеме? Треба сонува. Па, некогаш не е лошо да се сонува, затоа што ако сонуваш, можеби сонот ќе ти се оствари. Ќе ти се оствари. Сега малку ќе ве одморам, ќе направиме на кратка пауза за реклами, потоа малку ќе зборуваме за тоа како вие запловивте во водите на хотелиерството. Интересно. Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во пријатната еколошка микроклима на населбата Свети Стефан, уживајте во благодетите на сауна, парна бања, джакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен. Убавина и благосостојба на вашето лице и тело преку широк спектар на масажи и козметички третмани, ексклузивни пакети и обучени кадри со квалитетна козметика. Ослободете се од токсините, стопете ги уморот, стресот и напнатоста. Тино Спа и Велнес центар. Здравје и енергија. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Акцијска продажба на алат во Кармен Бау Центар Охрид. До крајот на месец април Кармен Бау Центар и Маквел продолжуваат со промотивно продажните активности на рачен, електричен и батериски алат. За секој купен производ добивате 15% попуст. Продолжува и промотивната продажба на производи од следните програми: Топекс Графите Верто и Рехаус со попуст од 20 до 25%. Во Кармен Бау Центар во теке и акцијска продажба на дополнителни материјали за заварување и прибор за брусење. Прима Мебел ви представува Регал Фейс со медијапански фронт за 13.990 денари, а голна гарнитура Арис за 21.990 денари и кујна Клара за 69.990 денари со гратис апарати. Побарајте европски квалитет по најповолни цени во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и салони во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола.
www.steeringtrade.com.mk. Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk. Јас сум дете мало мечелино, нуда нешто природно и фино. Нови вкусни за сите срикни малечки. Лино, мојата прва лажичка. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер, брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. Деветто одделенци, коледжот Јахја Кемал е вистинското место за подобри можности и светла иднина. Искористете ја можноста и бидете дел од Јахја Кемал. Побрзајте и пријавете се. Приемниот испит е на 24 април. Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. Be milk. Шпицата најави дека продолжуваме ние со нашиот разговор. Крст е Блажевски или за многумина познат како Крис. Значи, Стружанец по раѓање, Скопјанец по живење, а и Американец по живење. Така. Не знам како вие се чувствувате, претпоставам македонец. Прво да, македонец. Да, пред се македонец, ама и веројатно и Стружанец, штом сте се вратиле овдека да живеете и да инвестирате. Инвестицијата во Струга беше нели случајна, не беше со намера дека сум роден во Струга па инвестирам во Струга, но секогаш нели како рековме во почетокот се надеваме на нешто за да излези подобро. 2003 година повеќе беше од патриотски побуди во тоа време, нели се сеќавате кои времења поминаа тогаш. И со партнерите во Америка, ние претходно имавме инвестирано во некои други бизнеси во Македонија. Со партнерите одлучивме да партнерски го купиме Хотел Дрим, пропредно Хотел Белград, Автокампот, АС и тоа беше некои ситни таму. Од каде ви дојде токму таа идеја? Зошто токму овие капацитети? Овие капацитети, нели како што спомнавме, беа извадени на продажба. Ние бевме летото 2003 година, гледавме нели како работи хотелот, што има, што треба све да се направи таму. И како што спомнав, нели малце повеќе од тие патриотски побуди во тоа време. Но после нели кој ќе влезеш кој ќе се фатиш на оро, мораш да го играш орото. Но да кажеме за гледачите дека вие сте немале претходно некакви допирни точки со хотелиерството. Не со хотелиерство, со ресторантски работи, градежништво, точно да, со трговија
замрзнато месо сте имали Тоа не таков беше бизнис, главен бизнис. И се уште мислам дека уште тоа го тој држиме, бизнис се одржува, да. така. Да. И со транспорт, контейнерски транспорт вршиме од Америка до Македонија и така. Значи, по тоа најмногу сме познати. Таа една линија што ја имаме, да кажам, од Њу Йорк до Струга директно, пошто тука е царината, нели? Контейнерскиот транспорт го вршиме од таму, така да иселениците што се диаспорава наша од таму можат и го користат тој транспорт и праќаат, нели, за своите најблиски тука за нив и така натаму. Хотел Дрим во еден период, значи од минатиот век, беше бренд во хотелиерството. Потоа малку по малку под забот на времето, а поради несоодветната грижа и некои прилики и неприлики кои што се случува во државата, веќе се руинираше и пропаѓаше. Сега Хотел Дрим повторно е некако на врвот. Што се направивте, колку инвестиравте и средства, и време, и енергија, и идеи, и се што треба, за да стигнете до тоа ниво до кое што сте сега? Инвестиравме за самиот хотел, значи многу повеќе што мислевме дека ќе треба да се инвестира. 200 соби се реновирани комплетно. Имавме исто и барања за доградби на хотелот, значи менување на делот од ликот на хотелот, нели, на фасадата, да кажам. Но сето тоа кој што спомнавме, нели, пред малку беше некако во чекање. Останате спа центарот да се заврши и евентуално една поголема конгресна сала која фали во тој дел во Струга, да кажам, и да може да се работат тие поголеми конгреси и семинари. Ние доста добро ги работиме, но може да биде и подобро. Хотелот се инвестира, нели, према барањата на пазарот, на овој пазар овдека, поконкретно за Струга, нели, ќе спомниме. Често пати, нели, кој ќе зборуваме со колегите, викаат, да, тебе ти е полесно во Струга, па ние мислиме дека нив им е полесно во Охрид и така натаму. Чи тоа е едно тркаво кое стално, нели. Туѓото јајце секогаш поголемо. Точно така. Но едно би рекол дека општо хотелите во последниве 15 години направија добри капацитети, се реновира, значи напротив не се сложував со колегата што имаше изјавено дека хотелите во Охрид немаат на шајка ставено. Може да ги наброиме сите хотели. Значи таа стандардизација која беше побарана, мислам дека е сосема коректна сега. Дали фалат уште? Најверојатно нон-стоп треба да се инвестира во хотелиерството, значи не може да се застани. Пропратни работи фалат, спа центри фалат, тој тип на понуда, да, фали. Но се надевам дека во следниве 5-10 години дека ќе се работи на тој проблем и дека ќе се направи една комплетна туристичка дестинација. И сега, конкретно за Хотел Дрим, инвестиравте, го реновиравте, но сепак онај белег негов што е препознатлив, значи вака кога ќе го видиш, тоа е тоа, Хотел Дрим. Так. Посебно мене многу ми се допаѓа холот. Имате еден прекрасен простор, така широк, имаш видик на сите страни и така е оплеменет на средината со убаво хортикултурно едно решение. И навистина е уживање да се престојува таму. Сега не велат дека не е важно само каде си сместен, туку и се друго. На тоа останатото колку работите. Значи услуга, квалитет на персонал, љубезност и се она што е потребно од влегувањето во рецепцијата на гостинот па до неговото заминување. Исто и тоа сакав да го спомнам, нели, покрај реновирањето на хотелите, се работи во тој поглед. Значи имаме, нажалост што немаме голем интерес и барање на нов персонал, да речам помлади луѓе кои сакаат да работат во таа индустрија.
но тоа е што е и може да се каже дека и нели исто како вложувањето во хотелот, така треба да се вложува и во персоналот и нон-стоп да се работи. Тука е малце, мислам дека сезоната ни е, како што спомнавме, пола година се малце повеќе ќе се научат нели на одмор повеќе и така натаму. И одеднаш кога ќе се почне сезоната, малце тешко е нели да се почне со работа, но морам да ги пофалам, нели во екот на сезоната никој не се откажува, значи се завршува работата и се завршува со едно задоволително ниво. Према тоа што го нудиме, према таа категорија што постои овдека, значи е сосема задоволително. Нели често пати скопјаните не нападнат како услугата тука не била добра и така натаму, како во Охрид било кафето, не знам, 2 евра, 3 евра и така натаму. Јас викам, јас едва чекам да дојде денот кога во Охрид ќе биде 5 евра кафето. Значи не дека тие треба да го платат, него вреди. Значи тоа е пазарна вредност. Цените се ставаат на пазарот како према побарувачката. Тука имаме и еден друг сегмент, значи цената треба да биде синоним на она што се нуди на понудата. Значи можеме ние да диктираме висока цена, но треба за тоа нешто и да понудиме. Точно. Сега тоа треба едно со друго да биде во склад. Не може само да набиваме некои цени без некоја соодветна понуда. Тоа го спомнав, исто е нели со персоналот. Ако нудиме пример хотелски смештај од 30 на евра од прилика, нели? И персоналот ни е за 30 на евра, нели, понуда. Ако ние можеме да понудиме 100 евра на особа смештај, значи ќе треба да имаме можда персонал кој ќе треба да зборува по 3 јазици и така натаму, значи малце поинаков персонал. Према тоа што го имаме во моментот, значи многу споро одат работите и со проблемот со нови вработувања на млади луѓе кои нели не се многу заинтересирани во таа индустрија, не може да очекуваме дека ќе бидеме една 5 звезди дестинација во следниве 10 години. Ние треба да ги задржиме тие 3 или 4 звезди што ни се сега горотот. Да, имаме 2 хотели по 5 звезди што се и тоа ќе биде тоа од прилика, значи можда би соодветно и така би растеле. Ако се изградат 3 хотели 4 звезди, можда ќе се изгради еден од 5 звезди. Па и не можат сите хотели на Ривиерата да бидат со 5 звезди. Точно. Мора да има од сите категории за сечи джеп и вкус. Тоа би го поврзал малце и со општо со целиот град. Значи, ако градот ни е 5 звезди, ние сакаме сите си го гледаме Охрид, нели дека ни е 5 звезди, така? Но кога ќе погледаме малце подетално, на што се жалат гостите? Сигурно имате вака директни контакти, што најмногу им пречи. Еве и преку Хотам, значи што сакате да се анулира, да се намалат тие забелешки? Најпрво што алудираме е на чистотата во градот, значи не зборуваме чистотата не само во градот, него општо да се тргнат тие да речам отпади каде што се носи ѓубрето, затоа што тоа е уште видливо таму на патот према Ресен, се гледа нели целото ѓубре. Ако гледаме дека тоа ѓубре е ставено таму, па има поројни дождови и така натаму, па тоа поново се влива таа вода во езерото, значи не можеме да го избегнеме тоа. Тоа е делот во Охрид, во Струга се става нели во Струшко поле таму, па се гори нон-стоп и се зависи. Чекаме да не дувнел ветер да не се почувствува север, па да го донеси нели тој чад према градот. Но тоа се чувствува. Гостите се жалат на такви работи. Проблемот со кучињата. Дивиски, нели, тоа не е решено нити во Охрид, нити во Струга. Не зборуваме дека некој отворил нешто, колку да замачка очи, еве ние го решаваме проблемот. Проблемот е решен кој ќе биде решен. Не е само да кажеме работиме, него да видиме што сработивме. Чистотата околу градот, колекторот, тоа се све некои, ќе поминете на спортскиот центар, ќе видите, значи нешто почнато, направено убаво, до него фрлено, скршен бетон, скршено нешто каде што може некој многу лесно да се повреди, така натаму. Тоа се детали кои ги гледаат странците. Ние сме навикнати да ги гледаме како такви и можда и не ги забележуваме често пати, но странците ги гледаат.
Значи, кога ќе имаме сето тоа направено, тогаш ќе можеме да одиме на 4-5 звезди и така натаму. Ние, како што ние центарот на градот, значи со цвеќења, со убава хултикултура, средено све, се мие таму често пати нели со тие млазови со вода и така натаму, така треба да е цел град. Така треба да е цел град. Сега, туризмот е една интересна стопанска гранка, која што сублимира многу други стопански гранки во себе. Значи, се треба да функционира за на крајот и тука да видат нештата на највисоко ниво. Но е интересен и од еден друг аспект. Фактички, за да привлечеме гости, ние треба нив да им продадеме некаква приказна. Да ги привлечеме да дојдат, дали во нашиот капацитет, во нашиот град, во нашиот регион и така натаму. Хотел Дрим на тој план добро котира. Имавте неколку такви иницијативи кои што вродија со плод. Ке ве подсетам, 2011-та направивте еден интересен ручек на плажа, ручек со лебеди. Самиот тој наслов така звучеше многу привлечно. Ете, такви некакви настани можат да ни ја збогатат понудата и интересот кај гостите. Колку на тоа работите и од каде крадите идеи? Идеи се, нели, целосно би рекол, туризмот е секогаш, нели, крадење на идеи. Секаде каде и да одите во светот, нели, во сите туристички места, ќе видите нешто слично на многу места, нешто поново и поинвентивно и така натаму, значи нешто што треба да се примени. Примеров што го кажавте, еден од успешните примери од 2011 година наваму, за нова година ние сме полни секоја нова година. Значи, како ќе одат натаму, не знам, но до сега, да кажам, за тој период наназад, сме биле полни за нова година. До сега само дожд не сме имале. Сме имале и снег прошлата година и така натаму, и минус 10 степени и све, нели, и цел тој амбиент, нели, се создава каде што ето се палат некои огнови и така натаму, се прават некои скари на плажа и почнува, нели, поново денот со чаша вино и така натаму. И се останува, нели, до следната вечер, тоест први, барањата на бугарските агенции беа дали ќе имате, и прашањата нивни беа дали ќе имате века истото што го имавте века прошлата година на плажата. Значи, оставило впечаток тоа. Оставило впечаток и до касни сати остануваат таму и пиеа и така. Значи, треба да гостите да се задоволат, значи производот кој ќе се направи за нив, гостите треба да го оценат на крајот, гостите се секогаш во право и треба да бидат задоволни до крај додека излезат од хотелот. Така. Но секако тие понуди треба да се прилагодат и на типот на гостите и на тоа од која дестинација доаѓаат. Значи, сите гости имаат различни некои желби и потреби и можеби на некој му се допаѓа ручек на плажа, на некоја друга инвентивност, така да и тука треба да бидете во чекор со сите случувања и нивните желби. Така, тие го испитувате и тој пазар, предпоставувам. Секако. Значи, сме правеле по нивни желби во националниот ресторан до хотелот што ние, нели, Кепенци, сме правеле разни забави за разни типови на гости. Повеќето од нив, нели, кој ќе одиме ние било каде надвор, сакаме да видиме нешто локално. Значи, еднаш неделно правиме таа традиционална македонска вечер, која покасно, нели, почнаа повеќе да ја работат и да ја користат, и што е добро тоа и позитивно е, нели? Но не треба па некогаш и премногу да сме нападни со нешто такво, затоа што гостите се умерени, сакаат да видат од се по нешто. Да не му досади една работа. Да не е еднолично. Да не е еднолично. Движењето на гостите, значи движењето, знаете, се го спомнавме преска, имавме во нашите барања беше ставено да дојдат до таксистите малце. Секогаш има по некој, нели, што ќе се пожали од услугата на таксито и така натаму. Значи, регулирање во сите сектори, од кајчето каде што треба да ве превезе некој, па до таксистата кој треба да ве превезе и така натаму. Тоа све треба да е униформисано, не може да се оди со некој си, не знам, летни сандали
или кратки панталони и така натаму, сето тоа треба да биде по еден стандард. Кој сето тоа ќе се направи, значи од тој, сега не зборувам за кајчето што го возат да бидат подолги панталони, не, напротив, нели, но има соодветна облека како треба тој да изгледа. Така. Тоа се некои ситни работи кои пак ќе спомнам, нели, тоа не ги ете самите гости, точно така, самите гости нели ќе надофрлат некогаш и ќе го кажат тоа во еден отворен муабет дека еве овие се ситни работи што може одма да ги средите и да ги направите. Но нажалост кај нас и тоа не се решава. И тоа не е ситно кај нас. Не, точно така, значи треба да седнеме да планираме и за да решиме нешто, некоја банална работа таква. Така. Генерално гледано, кога ќе го анализирате туризмот еве во нашиот регион, а и во државата општа, со која звезда би го рангирале? Со колку звездички? На кој ниво се наоѓаме? 3+. 3, па добро, и не е лошо. Па и не е лошо, јас Да. не викам дека е лошо, Не е но не е лошо. ни најдобро. Така. Значи имаме многу брзо да добиеме, да кажам, 4 со тие ситни работи што може да се направат. Општо зборувам, не зборувам за хотели, него општо во сите сектори од туризма. И тоа сериозно, ако се свати, ние повеќе кај нас мислиме како да, нели, со казни да направиме некој да почитува нешто, а од друга страна кај што делот кај што нема казни, па таму ништо не се дешава. Со казни не се реагира на нешто заедничка, на некоја заедничка цел каде што ние како тим треба да гледаме заеднички и да го исполниме тоа. Како функционирате како не само како хотам, значи како колеги, како луѓе од иста бранша, колку хотелиерите меѓу себе соработуваат и колку си се лојална конкуренција? Конкуренцијата е лојална, значи ние сите веќе ги знаеме кои се можностите на сите нас што сме во понудата, знаеме кој што може, нели, да понуди, каде треба да го понуди истото. Разновидноста на понудата е нешто добро и ново што се дешава. Значи, кога ќе спомнам разновидност, спомнувам еве во последно време и вили се приклучуваат за користење на тие за смештај на странци, значи на туроператори, поготово од Холандија. Тоа е некој посебен тип, нели, на сместување на гости, дочекување и така натаму, значи да ги прифаќаме и нив како такви. Хотели почнавме, ево имаме веќе 2 хотели на обалата што нудат all inclusive сервис, што тоа беше нешто ново кај нас. И еве веќе 3-та година се работи тоа. Да не зборуваме, нели, за полупансиони, цели пансиони и така натаму. Се разбудија и туристичките агенции кои малце треба да се контролираат, но се разбудени, значи има разноразни понуди за странските гости. Што би додал на сето ова, треба да има некои информативни бироа кои би биле во функција и би работеле, значи во туристичките зони како Охрид и Струга, ево ќе ги спомниме најпрво, кои би му дале цела информација на гостинот, нели, што може да направи денеска, каде може да отиде, каде може за да кажеме 20 евра и каде ќе му треба 100 евра да потроши. Че тоа треба све да е јавно и да го знае гостинот. Да има информација. Да има информација. Нажалост, тие ги немаме како такви и сето тоа останува на една туристичка агенција која, нели, продава тоа што го продава како понуда. И тоа е позитивно, нели, што ете направија разноразни понуди. Значи сепак имаме некакво придвижување во позитивна смисла, да. Да. Ни треба уште многу, но спори сме, но се надевам дека нели ќе почне, ќе тргне работата напред. Ето, често пати зборуваме на едно туристичко место, нели, ќе го спомнам ова, сега бев малце изненаден. Јас прошлото лето отидов на 2 дена до Бургас и до Варна само да видам, нели, што се дешава таму, пошто немаме време, летно време сме секогаш зафатени и така натаму, но морав да отидам и да видам. Бев изненаден. Тие имаат многу капацитети, преголеми капацитети, значи задоволуваат руски туроператори, германски туроператори и многу поголеми структури други, нели, во туризмот кои се.
Морето го знаеме какво е, нели? Не е Црно море нешто за фалење, не е како Грчкото море, но ете се полни и таму. Обележјата на влезот на градовите, значи влез во Бургас, вие гледате огромни знамења на тие сите туроператори кои се присутни тука. Направено со паркови, со зеленила и така нато. Мислите дека влегувате во рајот. Сега, нажалост, ние ги немаме тие. А тоа е она малото што реков дека може да го направиме. Ако се врати времето назад, по предпоставка да сме сега негде 2002 година, би се впуштили ли во ова авантура? Ако би знаел дека вака ќе се одвиваат работите споро, сигурно не. Мислејќи дека ќе се сменат работите на подобро и дека полесно ќе се добиваат тие, да речам, да можеш да работиш со одврзани раце, што би рекле народно, нели? Да би се впуштил. Дали гледам овдека иднина? Да, сигурно дека гледам. Но докај ќе стигнеме, не знам. Па да се надеваме дека ни престои на сите посветла иднина, како вела надежта последна умира, мора човек да се надева и да се бори. Како што спомнам, движење има, позитивно е, но е споро движењето. Ако другите околу нас се движат многу побрзо, значи ние одиме, да не речам наназад, него или стоиме во место. Со мали чекори. Со мали чекори. Се движиме со мали чекори. Градбата на нови капацитети, го спомнавме преска. Значи, една Бугарија, едно, нели, со 3 скијачки центри огромни и така натаму, со тоа море и 600.000 легла во Бургас, Варна, да речам, на тој потек. Тоа се сериозни пари. Значи, кога ние би имале овдека да не претеран како туристичка зона, прво би требало да има 10.000 кревети во понудата, да се каже. А колку кревети на Охридското крајбрежје? Точно треба да се дуплира за да бидат 10.000. 5.200 се во моментов од прилика, може да грешиме за некој, ако имаме заборавено некој мало хотелче. Како еден податок, само од 5.200 кревети хотелски, во општината се наплатени 13.600.000 од туристичка такса, а од 17.600 приватен смештај се наплатени околу 2 милиона. Поентава што е, не е дека тие не треба да постојат, нали, секако треба да постојат, да, дека треба да бидат категоризирани и така натаму, тоа самиот пазар ќе го побара. Значи, ако гостинот кој ќе дојде, ако не му се свиѓа смештајот, нели го напушта, оди бара друг и така натаму. Треба да бидат категоризирани, треба да бидат малце посредени во тој однос, да нема, нели, по улици чекање гости и така натаму, тоа не доликува на една туристичка дестинација, значи затоа се тие информативни бироа, затоа денеска електрониката или да кажам тие мобилни технички работи се многу големи, каде што може, нели, све да се види и така натаму. Тоа би го кренало нивото на понудата, на нашата понуда. Споредбата што сакав да ја направам беше да се сеќаваме пред 20 на години една будва како беше, нели, со турбо фолк музика и со, нели, лесковачка скара. И повеќето приватен смештај. Денеска една будва е сосема поинаква, со нови хотелски капацитети изградени, кои имаат не повеќе од 1:3. Хотелските капацитети ги спомнувам поново затоа што тие ги носат гости, кои излегуваат и трошат и останува, нели, преку разноразни даноци, останува приход во сите гранки и сите сектори од туризмот. Приватниот капацитет, нажалост, не е на истото ниво. Што може да направиме? Да направиме неколку концерти на 2 август и да ги наполниме сите тие, и тоа викаме после дека да, тоа се само бранови. Точно дека се бранови, но кога сето тоа би се класифицирало, вие во будва летно време не може и во приватен смештај испод 20-30 евра да помените. Значи, генерално еден сублимат од овој наш разговор, од ова наше интервју, треба да се подобри имиджот, значи, на градот, а со тоа и ќе добие и еден друг епитет и туризмот, а и хотелските капацитети ќе се движат во една нагорна линија, ќе ги пратат сите современи трендови, рековме, ќе се надополнуваат
градуваат со се она што е потребно и што го носи современиот туризам. Точно Ви така. благодарам за ова ваше гостување во емисијата Под лупа. Туризмот е неисцрпна тема, многу пати е апсолвирана во ова емисија, но секогаш имаме причина за тоа, а сега пак посебно кога сме на прагот на туристичката сезона. Ви посакувам успешна туристичка сезона и измислувајте нови приказни, мислам дека тоа е она што ќе ги привлече гостите. Така, поготово за овој регион овдека. Значи, да ни фалат тие работи, мислам дека полека, но сигурно ќе се направат нови понуди и ќе добиваме нели што повеќе ноќавања во. Така. Сепак и во ова тешко време Хотел Дрим е една така да речам светла точка и еден добар пример и мислам дека и другите ве следат. Па се следиме сите заедно, не може да кажеме тука дека некој е водечки во однос на другите, но мислам дека сите заедно ја правиме целината. Така. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.